Лебот, маслото и брашното во трговијата на мало денеска се продаваат по набавната цена. Трговците не смеат да пресметуваат профитна маржа. За останатите прехранбени производи се намалува и ограничената трговска маржа, која од 10% сега ќе биде на 4% во трговијата на големо и од 5% на 3% во трговијата на мало. Според министерот за економија Крешник Бектеши, новата одлука за маржите ќе направи притисок на цените на основните прехранбени производи да нема толкаво зголемување. Заменик министерот за земјоделство Трајан Димковски пак во емисијата Утринска на Телма вели дека Македонија може да обезбеди храна за сопствени потреби. Увезуваме храна 2021 е некаде 940 милиони евра увозот, а извозот е околу 630 милиони евра. Само да напоменеме, кога зборуваме за делот на храна, бидејќи ова се статистички податоци кои што ги собираат, да напоменеме дека во овие бројки влегуваат и увоз на чоколади, газирани пијалоци, кафе, тутунски производи. Така да не е толкава разлика дефицитот ако зборуваме за она што е неопходно за населението, бидејќи токму ако зборуваме прашањево е она што е неопходно да се прехраниме. Не верувам дека ќе се дојде во една таква состојба, каде што сите граници ќе бидат затворени, бидејќи и другите економии се димензионирани на производство за да го извезат. Што и да се случува, не би дошло до некои вакви строги затварања на границите, иако сега веќе имаме одредени најави, одредени производи, не само земјоделски, туку импути во земјоделство, кои што во добар дел од државите се забранети и не извезуваат, но верувам дека тоа е под притисокот, каде што во моментот и со задоволување на собствените потреби ќе дојде до отварање и до движење на робата, бидејќи ниту една држава не го работи тоа за да секој да има за свое производство. Тогаш не би имале ваква еден отворен пазар. Инаку во однос на ограничувањата, ограничената маржа ќе биде тргната од овошјето и зеленчокот, бидејќи анализите покажале дека цените на овие производи ќе се намалуваат, велат од Министерството за економија. Земјава забрани извоз на масло за јадење кон сите земји за да има доволно количество за нашите потреби. Само за 8 дена кон соседството и Европската унија беа извезени 330 тони масло за јадење. Доколку има потреба, земјава ќе забрани извоз и на брашно, пченка и пченица, бидејќи расте побарувачката на овие производи, особено од соседна Грција.